Во битолските сокаци веќе одамна нема каселџии, сарачи, бурмуджии, кјурчии, самарџии, возаџии, алваџии. Ги нема оние кои со звуците и мирисите, со боите и формите ги исполнуваа битолските чаршии и пазаришта. Ги нема оние кои зад своите кепенци ги крие убавините на изработките, но и капките пот, кои секојдневно ги прелеваа, изработувајќи ги предметите откорнати од своите души и своите раце. Негувајќи ги како мали деца и создавајќи од нив нешта, без кои не можеше да се замисли некогашниот живот. Нешта кои и денес будат спомени на едно друго, сега веќе одамна заборавено време. Процесот на производство започнува со сечење на лимот според подготвени шаблони кои соодветствуваат на големината на финалниот производ. Дебелината на лимот кој се користи во производството на звончиња може да зависи од големината на звончињата кои треба да се произведат. За помалите предмети се користи потанок лим, додека за поголемите подебел. Повеќето исечени лимени парчиња, шаблони, кои се идентични по големина, се ставаат едно врз друго, при што помеѓу секое поединечно парче се става помалку пепел од огништето, за да се избегне меѓусебното лепење на парчињата, додека до усвитување се загреваат во огништето. Често пати како некое непишано правило се случува големината на звонците да соодветствува со бројот на загревање, кој што е потребен додека да се заврши комплетното обликување на звончето. Така, например, за звонци со големина број 4, лимот се загрева 4 пати. За големина број 5 се загрева 5 пати и така натаму. Вака исчуканите полусвиткани лимени парчиња понатаму се ставаат врз наковална, каде се свиткуваат и се дообликуваат добивајќи ја соодветната форма на звонците. При цврстувањето на лимените страни се врши со поставување на по една метална нитна, перчим, на двете страни, пошто овој дел од процесот на изработка на звонците е познат и под терминот перчимосвање, перчимосување. Наредната фаза на изработка на звонците е подготовката на кал, во која освен смесата од земја и вода, се додава крупна готварска сол и ситна месингана прашина. Секој поединечен звонец се става во оваа претходно подготвена смеса, со цел од надворешната страна звонците комплетно да се облепат со кал, пошто тие се оставаат да се исушат. Оваа смеса служи како своевиден изолатор, бидејќи таа обезбедува зачувување на формата на звончето, која би можела да се наруши при процесот на повторно загревање и финално обликување на секој звонец.
како калта ќе се исуши, во внатрешноста на звонците се ставаат ситни парчиња од месинг и стакло, а поретко и бакар. Звонците се ставаат во загреаното и вжарено огниште и делумно се запретуваат во зажарениот јаглен. Мајсторот со помош на клешта со долга рачка, со едната рака постојано го придржува звонецот, додека пак со другата рака со помош на метална шипка ја распоредува течноста од растопената смеса од месинг, стакло и бакар по внатрешните ѕидови, споевите на звонецот, односно на краевите каде се поставени перчимите. На овој начин, не само што се обезбедува своевидна цврстина на звонците, туку се обезбедува и подобар звук. Количината на бакар, која се става во звонецот за да се растопи, е минимална за да се избегне тапиот звук кој го произведува бакарот. По постигнувањето и завршувањето на процесот на исчукување, во внатрешноста на звонецот се пристапува кон финалната фаза на изработка на звонецот, а тоа е ставањето на глоси. Водата во садот, кој бил вграден во самото огниште, освен што се користела за гаснење и ладење на јагленот и алатите, во минатото кога се користел буков јаглен се користела и во лековити цели. Оваа вода била одличен лек против лишаи и красти, како и за брзо заздравување на рани. Честопати се случувало во работилницата да доаѓаат луѓе и да бараат од оваа лековита вода, која ја користеле и мајсторот и калфите, што им помагало брзо да им се залечуваат сите исеченици, гребнатинки и слични повреди кои ги здобивале во процесот на работа. Символиката на звоното во народната традиција на македонскиот народ, како и кај многу други народи, е бројна и распространета. Но таа пред се е поврзана и зависи од контекстот во кој се употребува звоното, од што условно произлегува и неговата магиска моќ. Во сферата на сакралното, звоното поседува исклучително значење и игра огромна улога во традиционалната култура на нашиот народ, што може да се види од неговата употреба во бројни зачувани обреди. Представувајќи своевиден невербален символ, звоното може да ја најави смртта или раѓањето, да ја најави опасноста, но и да повика на заеднички собир. Зад кепенците на последниот звончарски дуќан, во некогашната улица на звончарите, во Битола денес тлее последното звончарско огниште, каде се уште под вештите раце на мајсторот, под ударите на чеканот, се изработуваат звонците и клопотарците, за да ни го пренесат звукот и со него сеќавањето на едно друго, дамнешно време, кога за секојдневниот живот на чаршијата, подеднакво важен за другите занаети, бил и звончарскиот занает.